се донесе некоја одлука, сите судски службеници земаат 2 години додатоци на плата, и тоа додаток на плата за доверливост, за висок ризик и не знам за шо више. И секој месец земаја по 15%. Сега да е абсурдно. Библиотекарка, пример, во судот, има додаток за висок ризик, а судски полицаец нема додаток за висок ризик. Не му следва. И ги земаат 2 години по 15% такви додатоци за доверливост, за чување на лични податоци. Кога ќе влези странка во судот, првото е што личната карта се дава кај судскиот полицаец за да се заведи дека таа странка влегува. А личните податоци кај благајничката никогаш не стигнуваат. Ама благајничката или библиотекарката зема додаток за висок ризик, за доверливост и за, не знам, чување на лични податоци. А судската полиција ги нема. И сега после 2 години тие ги земат такви додатоци, ние како судска полиција ги немаме, носат одлука, вика, 15% секој месец му се исплаќат на сите судски службеници, поради тоа, еве ќе му ги зголемиме платите за 15%, и тоа ќе бидат истите пари што му ги даваме за додатоци, повеќе додатоци нема да му даваме, ќе му ги зголемиме платите. И ги зголемуваат платите на сите судски службеници, ама на судските полицајци не. Затоа што вика, вие не земавте. Тие се парите, вели истите. Ама остават пак членот дека може да се земат додатоци кај судските службеници. И после 3 месеци пак продолжуваат да земат по 15% судските службеници. И ние паѓаме само надолу како судска полиција. Сега барањето во измените на законот, барем тие 15 на старт да се зголемат. И најавеното зголемување, кое што ќе биде сега со минимална плата, со сите работи, како што ќе биде за сите, после тоа, дали 7, дали 10% ќе биде, колку што ќе биде, исто и за нас да биде. Ама, првично да ги вратиме, барем сега на некое ниво од пред неколку години платите.